Пријатели, на самиот старт ви ветаме на фантастична нова епизода на нашето Телма клуб издание и овој ден, премиерно овој 28 јануари и ситно броиме до заокружување всушност на првиот месец од оваа 2021 година. Веднаш ќе започнам. Тој вчера најави, а знам дека многумина има оние луѓе кои што го следат, поточно негови следбеници на бројните, јас би рекол, издаваштва, творештво и секако платформа на која што делува години наназад нашиот почитуван доцент, доктор, професор Зоран Крстенски. Одамна не сме го имале во нашето студио и за прв пат годинава јас отвораме, јас би рекол, повторно на убава наша ризница од емисии кои што ќе ни дозволат малку повеќе да се нурнеме длабоко во сепството и некако во случајов да пронајдеме можеби решение за сопствената криза. Криза имаме, сите живееме она, нели, глобално, меѓутоа колку и да се големи проблемите, ќе каже тој, неопходно е да размислуваме позитивно и да се надеваме дека ќе најдеме решение за излез од кризата. Главното мото на позитивната психологија се темели врз ставот: како размислуваш, така доживуваш. Дами и господа, многу ми е драго што ова наше Телма клуб издание, нашето катче, треба да создадеме можеби во иднина, меѓутоа нели ќе имаме ние новитети, се надевам дека и во оваа сезона, не ви ветувам ништо од сега, меѓутоа ќе имате прилика, ќе бидете сведоци на, се надевам, едни убави наши изданија кои што следуваат нели во следниот период. Кога ќе се фокусираме на моќта на овој миг или денешната премиерна епизода, драго ми е што ја имам таза испечатено пред некој период оваа нова книга. Знам, Марина, сакаше да направи прекрасен кадар, меѓутоа вака ќе се обидеме заедно. Ова најново четиво, излез од криза, на нашиот професор, доктор, универзитетски професор Зоран Крстенски, кој што денеска ќе говори и меѓу другото ќе дадеме акцент. Јас му велам, со тебе навистина можеме да нели разговараме на бројни теми, како што и досега сме биле сведоци, меѓутоа не сме имале прилика малку да ретроспективно ја опфатиме оваа нова книга. Не знам дали ќе погрешам или не, 9-та поред на од неговата позитивна психологија, спиритуалност, духовност и секако уживањето со сепството. Меѓутоа, знаете кој тој редовно учества и на научни програми, редовно учества и на нашите телевизиски медиуми, се со цел некако да, што повеќе малку се говорат овие теми кои што јас би рекол се од езотеричен круг на луѓе. Тој ќе каже меѓу другото: умот функционира низ принципи произлезени од вродени идеи, карактерни својства, стекнати ментални образци на однесување и навики создадени во текот на животот. Постојаното размислување за болест, неуспех и пораз е пат за доживување болест, неуспех и пораз. Преокупирање со негативното отвора можност да се случи за жал. Негативното, од друга страна, позитивниот пристап и афирмативниот начин на размислување создаваат предуслови за успех, напредок и реализација. Малку повеќе за оваа книга и за почетокот на годинава ќе уживате денес повторно на уште една убава тема која што јас и тој вчера телефонски ја договоривме: како до мир со себе во немирно време. На почетокот кажав дека бројни следбеници, поточно дами и господа, момци и девојки кои што го следат всушност изминативе години, знам дека многумина и можеби денес покрај неговата најава ќе имате прилика да си го следите овој разговор токму со него во Телма клуб издание. Реков дека оваа недела ќе биде недела на потсетување на убавите хитови од нашиот Тоше Проески, така што ќе се потсетиме. Мислам дека ова е можеби повеќе од 17-18 години издавањето на неговиот студиски албум По тебе. Еден од најавните синглови беше токму и всушност овие теми во продолжение, кој ли ти гризе образи, не потсетува на убавите времиња од првата деценија од овој нов милениум. По рекламите со Зоран Крстенски ве чекаме во студиото. Собствена мамка, која ефтина слика во прескапа рамка, да спасиш нешто, бар што можеш, наместо да ми признаеш. Одлага во лага тонеш. Лажливо срце те застрани лесно, во секоја ширина пак му е тесно, а твоето чука како на јуда, само во ритам на измама. Но не можам да ти судам. Кој ти гризе во
срце ќе застрани лесно, во секоја ширина пак му е тесно, а твоето чука како на Јуда, само во ритам на измама. Но не можам да ти судам, кој ти гризе образи, чили траг на врат откриеш, како по него можеш ти до мене да си и мирно спиеш. Дому ли си се ветрила, се што ми зема кај го даде, мила са колку ли ме продаде. Кој ти гризе образи, чили траг на врат откриеш, како по него можеш ти до мене да си и мирно спиеш. Дому ли си се ветрила, се што ми зема кај го даде, мила са колку ли ме продаде. Кој ти гризе образи, чили траг на врат откриеш, како по него можеш ти до мене да си и мирно спиеш. Дому ли си се ветрила, се што ми зема кај го даде, мила са колку ли ме продаде. Кој ти гризе образи, до мене да си и мирно спиеш. Дому ли си се ветрила, мила са колку ли ме продаде, мила са колку ли ме продаде. Верувам дека никогаш не потврлуваме во добриот филмски избор, така што оваа сабота и за мене изненадување што ќе имаме прилика да го погледнеме Оскаровскиот филм со фантастични актерски имиња кои што ќе бидат во овој мюзикл, кој што беше еден од подобрите филмски избелкол проекти во 2009-та, 9 или 9 токму на фреквенција на филм телевизија и покрај добриот филмски избор меѓу останатото. Меѓутоа, едве чекав денеска да дојде повторно денот и што кога ги добив оние плюс 5 минути гратис од режија, поради некоја мала ротација со програмската шема, ова е, да ти кажам искрено, сила на универзумот. Кога секогаш сме сакале нешто плюс, сега не се случува. Официјално те представив, меѓутоа, што да кажам повеќе за тебе, пријателе мои. Професор доцент доктор Зоран Крстецки во студиото, дами и господа, се надевам дека покрај твојата најава во текот на вчерашниот ден и договор за денешната тема, ќе се уживаат со едно спокојно, препладне, попладне за кого како зоки, а меѓу другото и знам дека во моментот многумина се подготвуваат за фамилиарен ручек, ќе биде соодветно да те слушаме и денес за прв пат 2021. Така е, значи мора да прозвучиме позитивно, ова денешно време тоа го бара, да се опуштиме, да се релаксираме, да се хармонизираме, да видиме што ни преостанува за да го направиме како добро. Да се синхронизираме, така? Така, затоа што не беа лесни работите во 2020 година, знаеме, познати се причините, но тоа не значело дека ете така тешкотиите, маките треба да превладаат и оваа година, затоа што човекот треба првично и да се радува кога постои, кога има можност да бира, кога има можност да се насочи кон себе си. Замисли, ако па не ја имавме таа можност, не можевме да разговараме заради причини кои би биле познати со болест. Значи треба да бидеме благодарни за најголемото богатство, да го имаме овој живот, постоењето, битисувањето и при тоа ти кажав вчера дека во моментот од почетокот на годината читам доста сега книги, Животинска фарма по втор пат си ја прочитав, ти кажав, Садгуру е во моментот доста актуелен и во еден сегмент тој ќе каже ако ги сакате промените, почнете тогаш промени да правите. Така што верувам дека и во ерата на Водолија, како ми лече зад камерите, ќе се случуваат доста промени и очекуваме полека, јас многу често го кажам, да паѓаат вистинските маски, меѓутоа да се ревидира општеството, да се регенерира на некој начин.
Па, искрено ви кажам, Астролошки кажам. најголемиот аспект е кога си во криза, тогаш барај шанса да се промениш или нешто да трансформираш. Бидејќи кризата, ако остане ти, ќе отидеш во бездната. Така што секоја криза е шанса за промена. Секоја промена може да донесе проблем, но секој проблем може да донесе решение. Ако си во криза, тогаш ти немаш ни решение, немаш ни промена, ти обстојуваш во некоја тешкотија. А инаку влегуваме точно во епохата на промените, со ерата на Водолија, таа и владе со промените, ние сега се соочуваме со нови екзистенцијални состојби, со социјални односи кои што се менуваат. Гледате, работните места не се сигурни, на здравствено поле воопшто не сме сигурни. И ред други аспекти кои што го загрозуваат духот на човекот. И затоа човекот мора да се подготви за промените, кои што ете и настапио со ерата на Водолијата и многу порано. Индустриализација, сателитизација, технологијата отиде напред. Гледате сега луѓето многу помалку се движат, позатворени се, а и општо се затворени. Они пред корона кризата беа повеќе ориентирани кон социјални мрежи, кој еден поинаков начин на комуникација и функционирање. Но сега ние треба првично да се вратиме кон природата. Сега гледате кој е природата. Природата на соседното битие и природата натурално гледана. Значи, кои сме ние? Каде е човекот? Зашто се отуѓи? До кој степен стигна? Дали ваквиот начин на живење него му донесе позитивни резултати? Дали корона кризата е последица на некој неетички однос, на недуховност, на загрозување на екосредината, на неодноси меѓу луѓето, на профит, на материализација на се што постои. Се замрсија работите и Па тоа? се замрсија и човештвото или ерата на Водолијата сега не се очува пред можноста да бираме, а и графички Водолијата е прикажана како фреквенција кој оди Како нагоре или амплитуда? надоле. Да. И сега каде ќе одиме, нагоре или надолу? Сега да прашам, после колку децении се случува да бидеме во епохата на Водолија и 2160 години од ера на ера. Инаку 4000 години пред нашата ера беше ерата на бикот. Ерата на фараоните, на задгробното живење, кога телето или кравата беа символи на религиите во хиндуизмот, тоа е познато. Кога дојде ерата на овенот, се појави Мојсија, монотеизмот, еден бог. Се појави око за око, зап за зап, воинствена филозофија, произлезена од овенот. Од таа гледна точка се наметна ветената земја, значи да ги индивидуалецот да го продвижи стадото кон ветената земја. И тоа беше кон чистилиште, мирот. ако гледаме Ера ретроспективно. на овен кој што се бореше против златното теле. И гледате, Мојсија се симна од Светата гора и донесе 10 Божји заповеди, Натан и компанија го славеа златното теле. Ден денес некој го слави златното теле и што се вели на Wall Street и тие банкарски корпорации го слават златното теле. Бидејќи кај нив е култот на парите, на материјалното, додека Мојсија и Исус Христос биле на духовното. И сега гледате, имаме и ден денес против тежа, кај што човештвото треба да се одлучи. Ќе оди кон телесното, каде што преовладува, да не кажам какви се девијантни ситуации сме сведоци во последно време што ги слушаме, педофилија, материјалното преовлада, егоизам, Промискуитетот од себичност. секој аспект, да. Па и профитот на некои компании, страшен Да, профит капитализмот прават, е да, навистина веќе. капитализмот се наметна, а друга страна духовното сака да го потиснат. Но обично како што мачката кој ќе биде во криза, кога нема каде, таа ќе ти рипне во очи, така и човештвото и човекот кога ќе го стеснеш, кога ќе му дадеш една затворена состојба, кога нема решение, тој ќе ти скокне. Значи сега ќе се пробуди свеста и мора да се пробуди против сите тие аномалии или сите овие наметнувања кои што ги прават некои, можеби од некој висок естаблишмент, кои што повторно продуцираат златно теле, материализам, тело, што ти е гале, каква душа, каков алтруизам, каква емпатија, битно живеј, уживај, ниска страст, па децата, па кои се правата на децата, и тие можат да изберат. И така натака што гледате некои западни земји. Велиш дека сериозно сега го можеби пропагандираат. деспотизмот, тоталитатизмот, да речеме, или тој капиталистички конгломерат паѓа? Па тој ќе падне кај да е дека неодржлив е. Социјализмот како идеја беше добар. Маркс многу добро ги запиша работите, но лошо беа спроведени од страна на повторно некои вождови, некои умислени со култна личност, кои што ги ставаат сликите. Они го симнаат Бог, се ставија самите себе си. И ние требаше нив да ги гледаме како богови. И автоматски го изопачија системот кај што хуманизмот требаше да преовлада, кај што требаше за сите да има. Кај што работата, веќе надницата да се плати, да нема отуѓување од работниот труд. А фактички гледате капитализмот што донесе. Ние прашање колку сме стрикни на самиот работен процес. Бидејќи прво не ни припаѓаат производите од трудот, тие му припаѓаат на капиталистот.
Он го зема кајмакот, он го зема профитот, има компании кои што исклучително многу профитираат, ама воедно не даваат соодветен личен доход за вработените. Сега да не кажувам кои компании, сите знаат. Значи, страшен профит, за нив може јахти, може не знам што, може разни некои анимир дами, а нема за работник кој му го создава профитот. И се како е работник кој што работи у капитализмот, да биде среќен кога првично не е доволно награден, кога второ нема сигурност, безбедност, кога гледате за здравствениот систем не може да се подпре, не знае, ако има пари, нема пари, што ќе се случи. Образовниот систем можеш да имаш исто така пари за да децата ги пуштиш да се образуваат и малиот обичен човек е ставен на маргините. Сега, он виси, може многу малку недостига за да падне скроз. Малиот обичен човек. Така. Колку треба да го поделиш сето и да го кажеш кој е мал обичен човек? Добро, ние филозофите секој сме действувале во насока на малиот обичен човек. И јас мислам дека сите сме нели така, треба да бидеме понизни и кревки во тој аспект. Првично ајде да земеме, дали не интересира вистината, моралот и духовноста или профитот, интересот мене да ми биде добро. И тоа во филозофијата е разработено. Вели јас да го пијам на мир својот чај, не ми е гале што се случува доле. Дали е немаштија, дали е дисхармонија, дали е лага и интрига. Значи не, јас да го пијам на мир чајот, ама не еден ден ќе дојде до твојот чај. И ти ќе се разнебитиш или твоите деца. Што значи? Тоа се вели бунтовен индивидуализам, ама прво со свест и со дух. Или пак во духовно гледна точка, вика утепај го со добрина. Зашто оваа матната страна, таа и одговара ние да бидеме неосвестени. Ние да не знаеме кои сме, какви сме. Ние дури да станеме лоши, па и девијантни. Тоаш полесно ќе не манипулира. Не им одговара духовно воздигнати поединци и затоа тука се удри образовен систем, делумно медиуми, делумно пласирање шунт, невредности. Ние се претопивме и свативме дека се тоа е нормално и прифатливо. Не е прифатливо, имаме повисоки вредности кои треба да ги градиме и во некои земји ги има, ама во други па сегменти, во други земји и има во материјална смисла, па повторно нема во духовна смисла. Речеме Франција, во однос на педофилија, во однос на малтретирање на деца, се има кај нив некои афери. Значи страшна работа. И тука гледате ниската страст како почнува да преовладува. Каде немаат право да се побунат или каде се правата на децата и така натака. Значи ред нешта во светски рамки не се добри, а нас не поведува што се вели стихијата. Ние се приклонуваме и мислиме дека тоа е вистинското. Не, ние имаме наше традиционално вредностно кое треба да го градиме. А двете највредни работи се семејството и совеста или срамот. И гледате ние до кај дојдовме. Отсуство на срам. Нема срам. Едните исти ќе се проблекуваат со години, нема никаков срам, резултати нема. Прифаќаме се што ќе ни се натури, бидејќи не ćеме да го градиме своето, се откажуваме од идентитет, суштина, посебност, мислиме дека така ќе се додвориме кај оние мокниците, а мокникот си има интерес, ориентиран кон профит, сака да те има робовски, со робовски менталитет. И автоматски, сега гледате, робовски менталитет имаме во колективна рамка, каде ние доброволно прифаќаме да не водат креираат. Замислете робовски менталитет во индивидуална рамка. Ние двајца сме робови. Како ќе ни речат така? Дигни рака, заокружи. Не размислој. Прифати, не прифати. Каква е таа суштина? И тога гледате, доаѓаме до она, среќни сме што постоиме, ама како постоиме? Да не вегетираме. Зашто и вегетирањето е постоење. Некој е закуван за некој болнички кревет, тој као постои, а всушност вегетира. Тие што се во кома, тие као постојат, ама вегетираат. Шумахер колку години постои закуван за болничкиот кревет? Може би цела деценија, така е. Така што целата филозофија, затоа и суштината на таа книга е будење на свеста. Значи, будење на духот на човекот, создавање промени. И не случајно е што велиш ти Маркс, има некоја космичка сила, мене ми наметна на Европски универзитет и да предавам управување со промени. И навистина јасно за промени. Промени да се создаваат. Индивидуален живот. Не ти оди со една личност. Има интриги, лаги. Се изневерувате или се плеткате или се карате. Промени ги работите. Зашто обстојуваш во валкано? Зашто дозволуваш некој да те гази, некој што нема достоинство, тебе да ти наметне ниска вредност? Промени. Ама тешко ќе биде. Подобро отколку валкана ситуација полна со вируси. Потоа промена во животот. Дали ќе успеам, дали ќе променам работа, па што ќе биде, па нема да биде, па чекај, па може би утре, задутре и чекаш животот да ти помине. Еден ден ќе ти помине, ќе си сватиш дека требало на време да ги правиш промени.
промени во однос на едукација на читање. Зашто да не читаат? Зашто да не се отворат за некоја книга, да добијат нова информација, на основа на тоа да запишат информација, да подлечат, денеска, утре, задутре да ги размислуваат тие тематики, да вметнат во кодот на умот некоја нова енергија. И замислете, како што некој ни пласира невредност, шум, подреденост, робовски менталитет, ти тоа го переш. Јасно. Тој тебе намерно ти го прави. Он си има полуги како да ти го направи, ти да видиш. Несвесно го обсервира, Така, мислам. зависен. Значи, има тенденција да не направат зависни. Зависни екзистенцијално, зависни од вакцини, зависни од стравови, зависни од да не биде полошо, зависни од некој што ќе не води креира, ние сме зависни. И колку ние суштински живееме? Или велиме не, сега ќе идам независно. За да одиш независно треба методи. Методи едукација, будење на свест, препознавање што е вредно, што е невредно, работа на себе, па дури во однос на исхрана. Таа исхрана ми пречи, ќе ми ги создаде потешкоти, болести со кардиоваскуларен систем или ред други аспекти, движење, природа, дали се одлучувам да ги сослушувам птиците кои цвркотат, дали жуворот на реката, дали ги газам лисијата, дали имам поглед кон зеленилото, дали се опуштам, дали се релаксирам од текот на денот или се напнам. Или прифаќа матрица дека се е тешко и дека само ќе се жалиме и дека одговорноста е на општеството, на функционерите, а не е наше. И наше е. Ке се фатам за еден мал сегмент секако кој го сподели црцорењето на птиците. Нова научна германска студија вели дека да се слуша црцорењето на птиците и да се гледа во зелена површина, апропо планина, е исто заменливо како некогаш кога ќе добиеме некаква премија во поглед на материјални добра, да речеме, до толку е иста стапката на ендрофинот, да речеме, што лачи. Прво, хормонално сме зависти. Ако хормоните бидат толку силни или не можеме да ги контролираме, ќе имаме ситуација Бил Клинтон и Моника Левински потовалната сола. Се враќаме во 90-тите. Па хормоните се јаки. Го снимаат, го слушаат, тој не може да издржи. Подлегнува, хормоните го владеат. Каде е разумот? Потоа, од другата страна, хормоните нели за храна, за задоволство. Или коцкарот има некој вид на потреба, тој допамин, хормонот на задоволство да го проектира, си создал навика и ностоп одика и тие коцкарските апарати. Од третата страна може би да биде задоволство, лаги, интриги, сплетки, па се буди адреналинот, па го изневеруваш партнерот, партнерката, па се плеткуваш и не знаеш што те влада, те контролира и ти се растрчуваш. Значи мора да се менуваат навиките, мора да се исперат нештата, мора да се создаде нова основа која ќе ни донесе мир со себе. А како да го најдеме мирот, меѓутоа и како да останеме автентични, со оглед на тоа дека денеска живееме во една глобална интернет сфера и најчесто нашето наутро, нели, станување, нели, таа матрица ја постојано правиме, бидејќи ќе се сложи дека споредувањето е најтивкиот убиец на среќата кај еден човек. Како да се остане автентичен и мирен со себе во овој период и при тоа, освен тоа што ја живееме оваа глобална криза, сепак да излеземе од сопствената криза, бидејќи она што треба да се монтира или да се регенерира е само внатрешниот мир, ништо не треба да се идентификува со тоа што се случува во надворешниот свет. Значи, Марк, човекот се структурира низ разни форми. Нека биде првата форма семејството. Какви се условите во семејството? 3 до 5 години, што вели Фројд, така ќе се структурираш. Ако блискиот е нервозен, фрустриран, незадоволен, нешто не му оди во животот, се мачи на работата, нема добри односи, неискрени се, детето тоа ќе го впие. Потоа, социјалната средина. Каде ние живееме? Во обкружувањето. Ние излегуваме и гледаме стрекни и нестрекни луѓе. Гледаме настани кои не се добри, гледаме неправди, гледаме нетолеранција, гледаме неказнивост. И ред аспекти ние попримаме код на неодговорност. Потоа, образовните институции. Колку не доцираат, колку се подготвени, колку се посветени, колку сме посветени, колку не мотивираат, колку работиме на себе си и така натака. Значи, тука и судбината и кармата. Значи, ние се структурираме по разни форми. Нашата задача е, ние што и да правиме да дојдеме до мир со себе, до собствениот само идентитет, само суштина, да видам јас кој сум. Талентиран сум за музика, музика. Талентиран сум за спорт, спорт. Талентиран сум за себе развој, себе развој. И при тоа ние да напредуваме, да има еволуција. Првата еволуција е еволуција на свест. Значи, ја подига свеста. Секој ден гледаш да го оплодиш. И при тоа што рече ти, не да бидеме копирачки ориентирани, да гледаме некој да пресликуваме, а тоа е една опасна ситуација, кога ние на социјални мрежи ќе гледаме некој убаво дотерани со некој скап автомобил. Автосериски убиец на себе. Така е. И ние, па и медиумите било каде. И ние сакаме да бидеме како тие, посебно младите.
Значи едноставно велат што си ми обезбедил ти мене кога ете ја не можам да си дозволам скап мобилен. А што, суштината е во скапиот мобилен? Па сега демек со него нешто да решаваш. Кога всушност и тој скап мобилен утре ќе биде ефтин мобилен, ќе дојде поскап мобилен. И ти трка имаш по потрошувачко општество. А потрошувачкото општество дали маркетиншки пораки, дали на било каков начин на пропаганда тебе ти наметнува код на лажни вредности на површност. И сега дури ќе имаме ситуации. Некоја женска личност и деца да има и семејство, наместо да се приклони кон децата семејството, ќе става 120-30 слики, патувајќи некаде или пак можеби одејќи по планина или било што. Наместо да ужива во природата, таа ќе се слика на секој 20 метри. А и што ќе се слика, ќе ги стави сите 20 слики, како да некој има време да ги гледа сите 20 слики, таа како се сликало вака, така, онака. Или ние тоа истото го правиме во некој друг аспект. Сме подготвили некоја вечера ручек и ќе ги ставиме сликите на социјалната мрежа. И та гледат, техничкото стана суштинско, човекот стана второстепено. Човекот и неговата суштина е небитно, техничкото ја добива суштината. Технички човек, технички покажувам среќа, технички покажувам преградка, технички искажувам срце. Зашто? Зашто нели има на социјална мрежа срце ќе пратиш. Технички. Колку луѓето суштински се надополнуваат или да не речам имаат преградка. Се ајде, де е толку дозволено, ама сакам да кажам. Колку се гради близината, туку фактички превладува или интересот, или површност. И во овој свет на интерес и површност, тогаш нас не чуди што општествено гледано пак се базира на интерес и на површност. Зашто интерес? Ние сме на позиција и нас не интересира нас да не биде добро, а што ќе биде со системот? Што ќе биде со државата, што ќе биде со народот? Не интересира нас да не биде добро. Веќе превладува интересот и народот прифати дека се е интерес. Од другата страна површност. Што е битно колку сум паметен, колку работам за добродетелта на компанијата, на општеството, бидејќи и овие се површни, не ги препознаат вредностите и јас можам да бидам површен. И тогаш доаѓаме до ситуација да квази интелектуални ликови се наметнуваат, кои од невладени организации, кои функционери стануваат, кои видни места задржуваат и така натака. И тогаш шундот, ниската вредност, површноста, слабата интелектуална подлога ги креира нештата. Какви ќе бидат нештата кога слабата интелектуална подлога ги креира? Помалку вредни. И Платон на времето што кажал? Филозофите, умните луѓе, мудреците вели треба да бидат. Тие што се занаечи за заработници, тие што треба да извршуваат некои мануелни професии, тие си имаат интелектуална подлога за тоа. Тие што се војници, силни, спортисти, енергични, темпераментни, тие ќе ја бранат државата. Тие што се најумни, најспособни, најактивни, тие треба да водат државата. Сега, значи гледаш до кај дојдат. Значи, квалитетна меритократија е добриот, да речам, систем кој што... Добро, ова види Марк. Ова тие идејата мене ми е малку идеалистичка. Како треба да биде. А всушност на теренот најмалку е такво како треба да биде. Затоа дојдовме до Карл Маркс што кажал. Тој убаво напишал како треба да биде, ама не сватил човекот не е на тоа ниво на свест тоа да го воспостави. Маркс тука ја кикснал работата. Треба малку психологија да воведе. Чекај малку, па ќе ти избегаат од контрола работите. Се создаде култна личност. Ете дури една Куба, па колку години председател нивни таму обстојуваше како култна личност. Но не е битно, се создали некои општествени добра. Зашто па претходно било уште полошо. Тој Батиста, генералот, прептен шурувал ем со американците, ем продавал, раздавал што ти не имало страшна корупција. Значи, системите ги креираат луѓето. Играј на картата на луѓето за да ти бидат подобри системите. Значи, каков е човекот, таква ќе ти биде организацијата. Меѓутоа и системот за да функционира ја добива моќта од луѓето. А ние знаеме гласот од луѓето. Ние го запоставивме човекот. И ние на човекот му пласираме лажни вредности. Му пласираме тамо не знам какви серии, му пласираме не знам какви музики, му пласираме какви политички емисии и се едно вртење во круг, ништо едукативно, суштинско за да го напреднеш, за да го поттикнеш кон учење, кон читање книги, кон себе обликување, што за среќа, да речеме Италија, Франција ќе ги спомнам, таму имаме и културолошка подлога, имаме навика, таму читаат кога ќе се возат по тоа метроата, таму имаат навика да се надградуваат, културолошки следат, филм, уметност, имаат една повисока подлога, имаат критички дух, реален критички дух, а не додворувачки критички дух. Зашто од другата страна, едните исти ќе ти ги наметнат, као се деме критичари, а фактички се одработувачи. И ти пак немаш подлога. И ти пак се претопуваш, што се вели во површноста на нештата. Нема кој да те поведе. И сега бидејќи дојдовме до ситуација да заклучиме, нема од надвор кој да те поведе и подигне, ти мораш да почнеш од натре. И ова сега е цел метод.
Овој метод, да знаеш, го почнува во Германија, го почнува во Норвешка, во Холандија. Значи, во образовните институции имаме предмети личен развој. Значи, децата, младите се потикнуваат на собствено размислување. За Данска да не зборувам, таа е многу напред. Значи, како да работиш на себе си, како да сватиш у какво општество живееш, што да очекуваш од надворешна гледна точка, каде се аномалиите, каде се сопките кои што можат да те спречат. Па тука грижа за своето тело, па грижа за својата душа, па подигнување на својот дух, па повисока едукација, па вежбање на умот. Знаеш ли дека кај кинезите 3 години до 4 музика им пуштаат, ги вежбаат математика? Знаеш дека тоа е подлога од Конфуције уште. Како стимуланс. Па да, детето дури во утробата кога се. Кај јапонските тие родилки, го носи бебето и му пушта музика, разговара, да впива. Тие не знаат по таа вибрација, бебето може ги чувствува нешто, односно фактички Апсолутно се сложувам. Се уште нероденото дете. Не се знае тоа, тоа е вибрација. А гледај сега. Што вибрација превладува кај нас? Дали дисхармонична вибрација? Дали имаме однос кон природа? Еве, ајде да одиме јас и ти сега да прошетаме, да идеме на кај стража било каде. Знаеш ти колку има таму смет, фрлени шишиња? Еве, ја одам по планини, знаеш ти дека посетувам. Да. И ја често велам, не е проблем до планинарите. Планинарите ја сакаат планината, тие се грижат за неа. Проблем е до оние искачувачи. Искачувачот само сака да се слика и при тоа фрла кај ќе стигне. Второ, сакаш да те однесам во некои населби, скопски населби, да видиш таму, наместо да го фрлаат сметот во контейнер, со кеса го фрлаат во вардар. И лично ги имам видено, нема каде да јас го имам фотографирано тоа. И се замисли, ние збориме за подигање на ниво на свест, а елементарни работи не се проблем. И тоа, веруеме, од една страна е поразително. И што те тера? Да избегаш ли од државава? Или да се бориш да принесеш вредност? И не знаеш што да правиш. Ама ти пак ќе бараш решение. И сега кој е решението? Прво мора да се смириш и да сватиш со кого си имаш работа. Сваќаш што е нивото на свеста на луѓето, подведени се, не се креирани, нема кој да ги казни, може би некој од нив. Од другата страна не сваќаме дека некои нешта бараат време. Од третата страна мора да разбереме дека во суштината е ние да бидеме во мир со себе и добро со себе си, без оглед на надворешните околности. Сакаш ли ти да доведам радикален пример? Најотворено како Виктор Франкл, невропсихијатар од Виена, од Салцбург. Тој бил во Аушвиц. Него и сопругата, и брат му, и таткото, овие ги ликвидирале. Тој таму гледал да обстане, да не стане кодош, бидејќи имало и такви ситуации. Може самиот Еврин да стане капо. Се го ликвидирале. Значи капо да стане, да биде таму чувар на тие затворениците. Не попушта. Него го гради имагинацијата. Се пренесува надвор од тие дзидишта, од тие таму бодликави огради. Проектира позитивно. Гледа да го задржи духот. Создава една фантазија, создава како ќе биде потоа. Гради една креативна визуализација и на крај издржува, обстојува и станува врвен невропсихијатар кој воспостави една филозофија во која што клучниот аспект е смислата. Значи човек што бил во Аушвиц во најтешки услови, апропо можеби некој кој што живее во тешки услови, но треба да знае нема потешки услови од Аушвиц. Тој ја нашол смислата, тој ја барал смислата. Тој напишал книга за смислата. Тој придонел за ова човештво да му биде добра, тој придонел за вредности. Замисли. Значи ние сега што останува? Да бидеме без смисла. Па ајде се лажни вредности, површност, материализам, страв, тенденција да се уништиме себе си како нација, како поединец, како семејство, или ајде да се бориме, да бараме смислата. Која е смислата? Колку апсурдна, а во моментот ќе се сложиш, поточно сите знаеме дека живееме во најкомфортната ера и епоха на човекот. Да. Најлесно функционираме, а сепак сме најтажни како нација. И па прво и најголеми конзумирачи сме на антидепресиви. Второ, на анкетите на мерилата не третираат како најнесреќни. Ги прашуваат луѓето дали сте среќни, не сте среќни. Ние и Косово тука некаде, може би Босна, сме шампиони во несреќа. А ова да не зборам за европските земји, се далеко пред нас. Иако генерализирам дека сме во епоха на една наша мислење. Ама добро, види, се испадна дека нас прво ни недостига и материјалното, да бидеме на чисто. Со тие лични доходи, тој просечен личен доход, каде си ти конкурентен не можеш на да, апсолутно. А човекот треба да излезе од својата обувка малку, што се вели. Да излезе да види како светот функционира, да културолошки се надгради, му треба пари да купи книга. Географски да се едуцираме, не нели апсолутно се сложува. Да, зашто гледајте се, ја нема да го обвинам само народот. Народот е тој што е. Ти треба да му даде шанса на народот. Тој не се едуцира, не размислува, фрла смет,
Не води сметка, најголем број дел од народот. Но тој народот, ти му што му овозможи, го подкрепи или го контролираш ли, го казнуваш ли, анализираш ли што прави овој народ? Или го пушташ низ вода, како што ги пушташ за да може нештата па на друга страна да се работат под тепихот. Да се делоцираат проблемите. Демек пушти го овој нека биде во анархија, а јас во оваа друга анархија ќе правам ја како што сакам. И тоа така си тече 30 на години и ние дојдовме пред амбисот и не знаеме што ќе биде, како ќе се спасиме, пандемијата, екзистенцијално, каква е иднината, каква е посебноста, што ќе биде со државата и тоа нас ни влие на вибрационо ниво. И гледаш на вибрационална стега. И тогаш ние живееме во криза. И ние сега, бидејќи сме константна криза, имаме две работи. Да останеме во кризата, психички да се разболиме, сите да отидеме во некоја лоша состојба на духот, или да бараме излез од криза. Сега излезот од криза, ја делумно го кажам. Едукација, надградба, барање мир со себе, без оглед на околностите, бараја смислата. Децата ли ти се смислата? Барај децата. Работата. Работа на себе, работа на себе. Потоа, природа, зеленило, прошетка. Што повеќе да си надвор. Не се стеге, не се затварај. Внимавај на корони, на такви работи, ама при тоа не проектирај големи стравови. Не влегувај во некоја параноја, дека еве готов си, загрозен си. На крајот, јакни го имунитетот. Имунитетот не спасува, еве сега се докажа. А имунитетот како се разнебитува? Стрес, нервоза, несигурност, зависност, не знаеш што ќе биде, лоши меѓучовечки односи, лаги, интриги. Прво, неверствата, лагите, интригите. Знаете ли колкава енергија вклучуваат? Ти тоа да најдеш начин да го излажеш партнерот. Да, таа човечка енергија, бога ми. Па тој не може да знае што прави, кај прави, на крај лаже, се плеткува, се заморува, се истрошува, се извалкува и на крај му се рефлектира на психофизички план. И она што велат, ама нема емоција. Не, таа некоја емоција однатре работи и таа создава токсини. И затоа некои луѓе се отровни, некои луѓе се фрустрирани, некои се незадоволни. Решение подалеку од тие луѓе. Каде ќе одиш? Кај она што е позитивно. И сега, например, зашто да не си седне да си се опушти да си прочита книга? Има тамо, например, милион наслови оваа книга, мада некоја друга мисля ќе зборуваме за неја. Да, замисли помина половина час, само да прашам каде може да си ја набават? Па ја има во култура, во топер, во или и ја има во литература. Прекрасно. Едва чекам. Па не е скапа таа книга, моите книги не се баш најевтини како од македонски автори, па се ајде да ги пуштаме така, ама се не се надевам дека никој нема да ми земе зло кога кажам следново, што може да се стават ливчиња за спортска, мислам дека можеме там да донираме на некое семејство истите пари или пак да се земеме четиво и да направиме еден фин баланс во животот, нели? Така е. Знаеш како секојаш ми е задоволство. Ми остана уште многу прашања како и секој пат, ама за 2 седмици јас ти кажам дека веднаш го договараме следниот датум, па ќе го најавам за гледачите. За 2 седмици продолжуваме со исто темпо, борбено, активно, како што ти секојаш правиш, со позитивен дух и телма телевизија, како што подига културолошка вредност и со прекрасни филмови и со прекрасни серии и навистина така треба да правам. Ти благодарам. Ги држам прашањата уште тука, ќе ми стојат за следното гостување, едва чекам. Не знам, режија дали ќе имаме музички спот за крај? Прекрасно, ова е еден мој поздрав до тебе, бидејќи мора да признам за гледачите дека често кога ќе се слушаме телефонски со Зоки, ќе ги договараме нели овие наши теми, знаеме често да се инспирираме од музика и во една прилика јас ги слушам дома, тој ги слуша после неколку часа дома, Modern Talking ти ги пуштим. Најдобрите. Најдобрите. Мислам дека ќе се потсетиме на 80-тите години. Да. И Шери Леди ќе не потсети на убавото ретро време од музиката. Вам ќе ви посакам убав остаток од денот. Бидете со нас на Телма и понатаму.